Добро утро и од мене. Време е да ја стартуваме ова недела. Ова ќе биде интересен разговор кој што постојано некако ќе носи на релација Австралија-Македонија, но верувам дека ќе биде една интересна лична приказна, ако евентуално до сега можеби не сте го запознале. Денеска мој гостин е Кристијан Шемко, чија што судбина и иднина некако постојано е на релација Австралија-Македонија. Тој е таму роден, таму има живеено, па потоа одлучи да се пресели во Македонија, па пак се врати во Австралија, па пак сега е тука, но како вели, веројатно до крајот на неговиот живот ќе биде апсолутен номад и важно му е да ги остварува неговите предизвици. Интересна е неговата приказна, ќе ви ја раскажеме, а меѓу останатото ќе откриеме и што работи денес и како постојано успева да најде интересна професија, но и занимација со цел неговото време да биде целосно исполнето. Добро утро и добро ми дојде. Добро утро, Валентин, добро ден. Како си, добар ли се? Супер, со сега многу добро, нека станав со бајле, ево свеже, викам ке во сите телевизија на интервју, извини на... На интервју, да. Па, интервју, не на интервју, подкаст. И тоа со сега многу добро. Одлично, одлично, баш ми е драго. Ние не сме се видели на повеќе од 5 години сигурно. Во меѓувреме многу работи се промениле. Како не, да. Но верувам дека се согласуваш дека твојот живот буквално е на релација Австралија-Македонија. Па да, може да се каже, да. Може да се каже. Мислам дека ќе биде интересна твојата приказна, ама за почеток да те загрееме, имаме една мала игра. Аха, мајде. Имаме 90 секунди и реченици кои што ти треба да ги дополниш со првото нешто што ќе ти падне на памет. И да видиме колку прашања ќе успееме да одговориме во рок од 90 секунди. А со оглед на тоа дека си ти премногу хиперактивен, верувам дека по големиот дел од овие прашања ќе успееме да ги одговориме. Ајде. Може ли? Ајде, режија, може. Да не се преселе во Австралија од Австралија во Македонија, денес најверојатно ќе ќе останев тука. Кога ќе ми издосади една работа, најчесто? Наоѓам друга. Книга што се уште не сум ја напишал, а сакам да ја напишам, е за? Книга за врски, интимни врски, мислам дека тоа ми фали као... Најголемиот ризик што сум го презел во животот беше? Да се преселам тука. Ако утре треба да почнам сосема нов бизнис, би избрал? Тоа е деликатно. Брзо! Филмска продукција. Одлично. Работа што никогаш не би можел да ја работам е? Мислам дека нема нешто што не би работел, така да. Кога луѓето ќе ми кажат успори малку, јас? Убрзувам. Најдобрата идеја ми доаѓа кога? Пред да заспиам. Мојот најголем непријател е? Самиот себе си. Кога ќе завршам еден проект, веќе размислувам за? Следниот. Најчудната работа што сум ја започнал е? Овој обсесивен скинкер што го правам моментално. Добро. Анти-ејџинг. Добро, парите за мене се? Само алатка за купување живот и влијание. Во Македонија најмногу ме изненади? Ништо не ми изненадува веќе тука. Сега веќе ништо не ти изненадува? Ништо не ми изненадува. Веќе се видов и веќе сум на бейслайн нула. Ти беше малку шок Македонија после Австралија? Првиот пат за живење и функционирање? Добре, што сега се адаптирам многу брзо, како што влегувам, одма влегувам во шема, но овој пат приметив 4-5 месеци ми требаше да се приклучам на оваа фреквенција. Да. Приметив дека обично дојде во ноември, до февруари, март, април ја бев мртов. Скроз не може ништо да направам, блед бев во фаза скроз, ама после април, мај веќе се врати крвта на лицево и потоа како Македонија размислувам, така се облекувам, така зборувам, да. Претходно поинаку се носеше и со од гардероба? таа фреквенција таму, пример во Австралија, многу не се замараат што облекуваат, фризура се адаптираме таа таму, кратка, таква остра фризура, тука доаѓаш веќе си европијанец, те адаптираш, се менуваш како околината ти навага. Сакаш да кажеш дека тука луѓето повеќе внимаваат на тоа како ќе изгледаат за разлика од Австралија? Да, уште првиот ден кога дојдов, прошетав вака малку Беверли Хилс ваму таму и гледам како се средуваат фризури, малку се тежко како комплекс некој и викам некоја работа имам на мене и свата веќе треба да се обликувам малку се подобро, пошто веќе тука се по европски настроени би рекол. Балканот поготово ептен.
А кога ќе се вратиш во Австралија, се враќаш пак на тој бейслайн таму, да Стварно? идам во маркет, тие ефтини облики по $10 ги купувам, мајчка обична изгужвана мора да биде. Изгужвана? И шиваш таму. А зошто е таков начин на Никој не се функционирање? намара, никој не гледа со никој, премногу култури има, секој си го гледа својот свет, не викам дека не се облекуваат добро, има, нели? Да. Текој што ми исклучоци, но генерално кога ќе погледнеш вака општо, не се замараат многу. И Интересно. вака сите излози кога одиш во шопинг, се генерално исти бои. Нешто нека објективно кога ќе погледнеш некоја продавница пред да влезеш, гледаш дали има нешто за тебе, се е исто, бленк. Да. Едноставно. Едноставно и никој не те гледа. Да, тоа е интересно. Во едно интервју кој што ти го имаат правено, баш тоа го кажуваш, дека тука е многу поразлично, бидејќи во Австралија буквално никој со ништо не се замара, тука ти мораш да се замараш. Ти беше ли тоа еден културен шок, иако сепак нели ти си македонец и така натаму, меѓутоа си растен во едно поинакво општество. Ти требаше ли време за да се прилагодиш на овој начин на функционирање и дали можеби ти е повеќе терет или па ти доаѓа убаво тој момент дека не знам, повеќе треба да внимаваш за тоа како изгледаш и така натаму? Мислам дека да изгледаш добро во секој случај добра работа, треба секој човек да си внимава како се представува во светот и така натаму, но една добра карактеристика кај мене што ја приметив, не знам дали е добра или лоша општо, кога одам било каде, влегувам во еден меур и се живеам некој свој свет. Дали сум таму, дали сум тука, веќе не се прилагодувам толку многу на околината, туку да, гледам да бидам окей, нормален, да изгледам како сите, блендин, но си го терам мојот живот на мој начин. Како живеам во некој облак, ама кај било во светот. И сватев дека на секое место во светот сите исто живеат. Пијат кафе, си имаат грижи, луѓе ора во маркет купуваат, се враќаат дома, работат. Сватев дека има некои нијанси мали, како живее Балканот, Америка или Австралија, но генерално потребите на луѓето се тука некаде исти. Те шишаат, ора таму игра фудбал, некој можеби игра рагби, каде да види каде доминира тој спорт. Тоа е само промена таму. Иначе секаде се исто е. Така, каде повеќе ти годи тебе за функционирање и за живење, Македонија или Австралија? Пред некој ден го гледав, си испитував себе си во тој дел и истражував многу интернет за ова и општо се прашував себе си. Некои работи ми фала таму, некои работи па ми фала тука. И кога видам дека сум државјанин на двете земји и знам дека кога идам таму, дома сум, влегувам во посебна порта, одма влегуваш, не треба виза, ништо, па и овде кога влегувам сум пак дома. Некако имам како два дела во мојот мозок, едниот е тој, другиот е овој. И мислам дека на двете места ми е топ. А добро е што пак кажам, не се попирам само на она, тука кога сум урам во Грција, пример, Србија, шетам и се залюбувам во тие земји. Урам пример во Охрид, јас сум охридјанец, веќе се залюбувам во града, го гледам како дома тоа место. И кај да одам, сум како дома. Дури астрологот ми кажа, мислам дека во патување сум рак, и вика кај да отидеш ти се остигаш како дома, така да. И тоа е многу убаво. Тоа мислам дека окей. Тоа е многу убава карактеристика. Ето во Виена бев исто, одам таму, секој кога одам следен пат, првиот пат не ја научив лекцијата, ќе се дотерам, ќе ја залижам коса убава вака, прстен некој и одам у кафич и пијам каве и читам книга. Тоа е тоа, ти си како нив. Да. Да. Или па весник. Весник нешто, да. Политика нешто. Може и така. За да бидеш во текстот на што се случува во Македонија. Ке кажеме што правиш денес тука и така натаму. Сигурен сум дека нема да има време за село на што досега си го правил да го споменеме, ама насакав за прашањата да те прашам. Велиш кога луѓето ќе ми кажат успори малку, јас забрзувам. Така. Тоа е за да идеш контра луѓето или тоа е затоа што карактерно си човек кој што секогаш може да понуди и да направи повеќе од она што прави? Добро прашање. Во кинески хороскоп сум метален коњ. Метален коњ? Да, и тој само гази коњот, нема запирање, знаеш, коњ, така? Така да, мислам дека кога ќе кажат другиве луѓе околу мене, ги гледам како мнозинството луѓе кои што имаат едно исто размислување, знаеш, она не прави тоа, немој, не ризикувај, и тоа ми е знак дека можам да направам повеќе од тоа што го прават 99% од луѓето. Така како некој предизвик ми и знам дека I can do more, као. Так. Во Австралија работеше како зидар, а тоа велише едно големо искуство, меѓутоа е сосема една друга
сфера и работа која што нели ти можеш да ја правиш, па ти здосади тој момент и сакаше да одиш на неколку нивоа погоре, па дојде во Македонија. Која е лекцијата и што научи од професијата на зидар во тој период? Со оглед на тоа дека реално тоа си го работил и на твои млади години. Па да, мислам дека едно 5 години го работев така бев од мајата до кај 20 некоја. Зидарството мислам дека најмногу ми е да бидеш она трпелив кога градиш куќава сигла по сигла. Мислам дека тоа филозофија малку ми влијаше добро. Мислам дека научив со луѓе како да разговарам, пошто тие луѓе таму се поинаков тип на луѓе, поинаков профил, неизгодни би рекол дека се и кога знаеш со нив да се разбереш, можеш со сите да се разбереш. Таа некоја улична школа што научив таму, мислам дека и да бидеш точен на време, 7-3, она баш да си точен да работиш, да сработиш таа работа, тоа е добро. Да се бориш со тие некои временски услови на дожд, сонце, ваму таму, некако те челичи таа професија, но мислам дека го добрев врвот на тоа, дека не ми представуваше никакво задоволство без разлика колку пари ми дава, воопшто не ми исполнуваше веќе. Одам на работа чисто онака да ми помине време и свати веќе животот е многу повеќе од да одиш на работа, да чекаш да ти помине времето. Не, ти треба да уживаш во секоја минута. Така. Да го зграбчиш денот, да си толку среќен што живееш, а не да одиш да ти помине 7 до 3, дома ќе доеш и што? Ништо. Да. Учеше некого овој занет или? Фактички почнуваш таму од почеток, мешаш малтар прво, па ти дава да ставиш една фигла, па втора, па трета, и полека го учиш занаето, ти имаш ментори околу тебе и тоа е тоа. Така, баш онака како чирак и потоа стануваш маестор. Да, прво си као, нели, ќе што правиш ќе свараш кафе ау, и после стигнеш до некој левел и веќе окей, полесно станува, но поодговорен стануваш пошто од тебе зависи дали ќе биде прав зидот ваму таму, но генерално досадна работа многу. Да. И никакви муабети нема врку ден, глупи муабети, некои шеги кажува што не можеме да ги слушаме. Да. Да, не се пронајгаше Не се односно пронаѓаме си во тие некои интелектуални муабети, нема таму такви. Така. Да. Така, па потоа доаѓаш во Македонија. И што правиш тука? Сега работам како советник на луѓе, повеќе како консултант би рекол. Почнав како советник и тоа и учев во Австралија, ама тоа советување никако беше ајде на клиентот, он да ги влечеш од него што он сака да прави. А сега веќе преминам на експертиза кај што пишувам книги за социјална интелигенција, ги истражувам тие социјални динамики, како функционираат, поскрени некои што не се зборат секој ден и веќе станав консултант на тоа што го пишувам. Они доаѓаат нешто ги мачи во врска со врска, манипулации и така натаму и баш тие клиенти што ми доаѓаат за тоа беа најмногу и ја им давам консултација што да прават. Па нивно дали ќе послушат, ќе го применат и они работат на тој случај, пошто можеме им заштедам многу години во тој дел. Така, што значи таа консултација? Од кои аспекти им ги даваш тие совети? Ме интересира и кои се најчестите теми кои што еве на нашите луѓе ги мачат? Најмногу е љубовни врски и манипулации, се што се однесува на љубовни врски, пошто самиот себе како карактер, успехот на работа, самодоврба ти зависи од врската многу. Колку имаш самодоврба, ќе фатиш побава врска, нели? А ако ти оди добро во врската, си исполнети во други сфери. И тоа го таргетирав како најважното човекот кој има потреба од друг партнер со него. Осамени се луѓе многу не добиваат внимание во врски, да речеме, љубовта некој не се во погрешни врски, сакаат тоа да видат што е, како некои ги манипулираат, имаат некоја голема мака во тоа, па сакаат да откриат што е тоа, па ја им ги кажувам тие маки, пошто веќе ги имам истражувано сите, веќе ги знам што прави некој човек и ми го кажувам тоа и они како се будат и стануваат посвесни за тоа со колку си имаат работа. Така, книгите ти се на овие теми. Интересно е што твоите книги стигнаат за продажба на Амазон. Така. Сите три се во исти стил, да речем, нели? Но онака баш да ти биде како една едиција, буквално. Како оди? На Амазон, со оглед на тоа дека сите ние сме свесни реално што значи Амазон како мрежа. Амазон е многу добра, да, пошто нешто добра. Ке нив Амазон има ни цел свет, нели? И моментот кога ќе нарачаат книга, ми ја принта во истиот момент и ми ја праќа. Не чуваш залики како тука 500 залики илера, туку многу добро функционираат. Тоа е многу добро. Да. Тоа е многу добро. Задоволен си од интересот? Тешко ли е да се биде на Амазон? Не само еден процес поминуваш, се добро со AI алатки можам да
Сам ја си изгледам книгата, сам ги едитирам, сам граматички корекции, тоа све сам правам, сам ги пишувам и мислам дека сам ги едитирам и сликата и корисата, све сам. Ти си креативец. Да, Тоа е тоа. Фала, да. Меѓу останатите работи кои што во меѓувреме нели ги имаше, беше и видеопродукција, тоа беше пред режија, кава. режија, да, пред повеќе години. Зошто се откажа од тоа? Вака, режијата, нешто е проблемот таму. Вклучени се многу луѓе. Вклучени се на 5-10-15 луѓе за еден мал проект и стварно веќе не можам со луѓе да толку многу. Вака ова советување зависи само од мене. Можам сам да се снимам за на YouTube, можам сам да ги пишувам книги, ги издавам сам, зависам од мене. Никако ме фата никаква параноја да работам со многу луѓе и од таму потекнува тоа и го надминувам како тој дел. Креативно и се случува све, пеачеве пеат, некои се фейк, да речеме, и ги гледаш, ги снимаш, не ми е веќе тоа... Кои се фейк? Не ми може да кажам, ќе му убијат. Некако, фейк, да речем, песната не е негова, не ја напишал тој, не ја чувствува во песнава, може не му се снима ни спот, го натерале, и како гледам кога снимам, ја многу ги анализирам луѓево и не можам да поднесам веќе такви, да. Некои имаат его големо, некои па снимале доста маки со нив и не. Како егото доаѓа до израз на сет за снимање со пеачите? Па не знам, не му се допаѓа кадрот, пред тоа се согласил на кадрот, па сега не му се допаѓал, па да преснимиме, ајде она, па сум ги викал кај мене да едитираме заедно, па ме фатило денови, некои мали корекции што нема никаква врска, тоа мал се мора да им трчаш по нив, оние се ептен нарцисистите повеќе од нив и мора да им удоволиш на тој дел, не го укриваш егото, дека се најубави, најпаметни се и така. Така, предпоставам си имали позитивни искуства? Па не, види, повеќе за мене се е позитивно, на страна што се зезам вака, баш се окей, баш се лудо за бегање, јас си поминав многу убаво со нив, така да верувам дека се окей. Добро. Да, како група на луѓе се окей. Да, интересно беше ова како момент во сите случаи, ама тоа те натера некако да се тргнеш, нели? Ми досаѓа дека историја се повторуваше, а во психологија гледам дека има многу широко е поимот и можеш да истражуваш на многу теми луѓе, гледам дека има мака некоја, зборам со нив, имам и табла, им пишувам некад и им го решавам проблемот и они се тотално нови луѓе. Пази, ти имаш влијание врз нив. Так. Тоа е многу добро. Так. Се испроба и со домашна фарма за кокошки, исто сосема неврзано од сите други искуства. Што научи од тоа ме интересира? Да се вратиш на оној селскиот живот. Таму нешто маркетинг правев исто, пишувањето ми беше просто исто. Видов кокошки како се одгледуваат, тоа Како ти текна на таа идеја? Тоа брат ми мислам дека беше по кокошки, демек ќе се пресели во село, ќе прави кокошки карасти, и ја му влегов као шема на него дека ќе ти го правам маркетингот. Сликаве и тоа бев маркетинг таму, ама ги чував дека ти кокошките, живеев ја во село. Види, јас сум човек кој што прима разни идентитети и сакам како улога да влезам некаде да видам како да се биде фармер. И живеам како фармер, се облекувам како фармер, шешир, јарам таква храна. Јас сум фармер тоа време. И ме беше интересно да го пробам тоа. И продаваме многу во Скопје, тука достави со луѓе. Ја бев контактот со градот. Контактот бев меѓу селото и градот, бев ја мостот, а он си беше во село, така да ја бев пак тука и се грижев за customer сервис. Така. Да. Како е после таков тип на урбано живење на големи места и така натаму да се вратиш и да живееш живот на село? Зошто пак се врати према градот? Како ќе кажам, мене тоа ми се фази во животот и не го гледам толку сериозно тоа. Идам таму, авантура некоја, бев помлад тогаш и се враќаш тука, не е нормално. Нема никоја промена. Беше различно, да се види таа динамика во село, како функционираат луѓето помеѓу себе, но не беше некоја голема разлика, авантура. Така, постојано си во потрага по нови предизвици? Exactly, да, цело време. Мислам дека кога нема тој предизвик, ми станува многу брзо досадно. Ама сите се онака, за се некој може би има во позадина, ама навидом вака на прва тотално диаметрално спротивни се сите работи. Нели, од зидар, фармер, социјален работник, како може така да се каже, нели, режисер, тоа се баш различни
Што викаш, моменти. Па има една термин се вика мултипотенцијалите, го викаат тоа. Добро. Тоа се луѓе кои што прават талентирани во повеќе работи, да речеме, и они ако не ги прават сите овие работи, а не се чуваат многу празно. Така да верувам дека сум во еден од тие и еве се Airbnb издавам стан. Чистам, таму сум чистач. Чистам твоја ракавици, чистам, тоа е тоа. Сега реновирам куќа во дома во GP. GP не Герче Петров. Експерт сум во водовод, како функционира водовод, зашто толку јака водата, слаба е, кои пумпи, веќе стануваш експерт во тоа. Градинарство, трева, каква ова кујња сега, па кујња и помогаме на архитекта да го дизајнираме, кој стил ми одговара. Веќе и внатрешен дизајн, па сега и астрологија ме интересира, па и скинкер, како лице во тоа. Не можам да престанам со ова. Као друго ми е некоја. Пошто сега не правам други такви работи. Так. И преди ми е некои вакви работи. И поро си го откажам све. Алкохол, сигари, да не кажам тоа другото, едно друго исто. И binge eating, исто храна, прено се прејадував, бев 90 кила. И тоа ми беше предизвик да се здебелам. Ти беше 90 килограми? 95. Колку имаш сега? 67, 68. Вау. Да. Тоа е многу разлика. Па мислам дека да. Ама се тоа предизвик. Ти беше предизвик да се здебелиш па за да ослабиш? Па да ослабиш, да. Да видиш како е тој живот. И? Јаде по 2 хамбургера, по 2 бурека на самбајле. Се прејадував, се гоев, нудли, не овие нудли. Да. Или едно е многу, така, две се... Калорично. 5, клап, јади, предувај се. Се направив во каф, човече. Некако можам да заклучам дека тебе животот е експеримент. Игра, монопол. Игра, буквално. Ке рече некои леле се секираат парички, леле, куќава да купам, да го наместам, станот се оженам и се гейм. Тоа се игра. Може да исчезне вака, може да трае. Игра. Не може да се подпираш на ништо, нека ќе биде 100% сигурно. Леле, сигурно ми е работала или сигурно ми е врскава. Какви случаи доаѓаат клиенти, мислам па да клиенти, кај мене врска е билен брак долго време, па никој друг им се засвигел, па таму трнале, па има такви случаи, се си наслуша, ви вика свати дека игра, животот е не игра. Да, сите сме, се зезаме, уврска сме, не сме уврска, ај се зезаме малку, само да не биде убаво само. Така. Да. Колку е важно за сето ова да можеш да го практикуваш, еве, она што ќе ти текне тоа да го правиш и така натаму, да имаш онаа финансиска сигурност позади тебе? Добро прашање. Знаеме како да е тоа. Нели, бидејќи сите ние понекогаш сакаме одредени работи да ги експериментираме и правиме, но прво на ум секогаш го имаш моментот на финансиите. Дека ти мора да имаш нешто. Ми се допаѓа ова прашање, новинарско прашање, I like it. Да, ова е од околу. Ама е многу суштинско, реално е така. Со оглед на твојот живот, на твојот бекграунд и така натаму, верувам дека ќе имаш и добар и интересен одговор. I like it. Вака, го гледаме по хороскоп, судиме, нели, пробаме како астролози, чисто сега да видам што ќе ми кажат, се смееме тоа. И во делот за финанси, куќата, трета куќа, не извини, втора, јас паѓам во Стрелец. А Стрелецот има оптимистички поглед кон парите. Добра. И ја некако верувам дека се што правам во животот, пари ќе ми дојдат. Сум имал нула, сум имал и многу пари. А имам нека таква среќа да се родам во една такво семејство, кај што, не знам, баба ми, дедо ми работеле в Австралија од 70-те години, имале пари многу. Моите исто, фала Богу, се окей финансиска ситуација и никогаш не ми фалело тој дел. И, например, интересно е кај мене што и да работам, ќе земам пари од нешто, мислам, така беше и со фармата, дали можам во Македонија да заработам пари? Ќе заработиш пари. Еве сега и со советување. Дали можам и постигнем иста цена како што работам психолози по 10 години, пошто можам да го направам, тоа имам таков поглед, парите кај мене се отворена карта. И ностоп имам некои приливи од некаде. Сега, примерно, ми даваат, пошто го менеджирам куќава, таму ми стигнуваат. Стано што не е мој, го менеджирам Airbnb, пошто брат ми не е тука, ми стигнува пари од таму. Австралија бев, ова е интересно е, пошто студирав таму коледжот, нели, коледжот ти е платен од државата, имаат финансиска помош ти даваат државата, 1000 евра, 1050 евра месечно ти даваат, а не работиш ништо. Тоа додека си на студија? И студии може да не си на студија, едноставно не ти се работи. Ако не си вработен во превод. Exactly, да. И мене цело време ми стигнуваат од некаде пари, живеам и ти викам и од моите доста таму дошло, сум заработил ја,
сум ги инвестирал во нешто, немам она scarcity mindset да речем, нема да имам пари. И кога сум имал 1000 евра на сметка, цело време имам пари во мене. И сега, например, во новчаникот имам 4 картички. Имам австралиска, имам европска, имам тука една, уште една, имам она, и цело време верувам дека парите ќе ми дојдат. И не ти треба многу пари за да живееш добро. Знаеш, патеки ќе купам нека 15-20 евра, ефтини работи ќе купам кошула и ќе ми остана пари за нешто друго. Да не заборавам дека не пијам, не пушам и одредени работи дома се готвам претежно и многу сум штедлив, ама за вакви работи знам да се опештам малку. И знам да живеам. Тоа е многу клучно и да работиш, ама знам и да живеам. Тоа значи е филозофија на живење и на функционирање. Мислам дека да. Така некако може да му дојде. Живееш слободно. Знаеш, не дозволено ме зароби дали врска, дали работа. Јас сум слободен цело време. Пак работам, клиенти ќе имам денеска можеби 3, 4, 5, зависи. Ќе чистам станот, ќе правам тестенини, ова некој го заборавиме. И тестенини правам. И тоа уште го правиш? Уште го правам и сега. Да, уште и сега. Од таму нешто ќе продавам. Цело време имам чувство на дека и сакам да работам со клиенти кои што имаат пари и не работам со луѓе кои што ги чуваат парите вака, јас сакам со луѓе што ќе широко гради. Мислам дека тука доаѓа убава енергија на веруваш во она што викаат дека кога ќе дадеш ти се враќа секогаш и така натаму. Exactly. Дека не треба да парите да бидат во робство, онака да ги. Точно, ама и многу клиенти што немале пари, сум ги викнал, дојдете ако ви треба некоја помош и сум ги помогнал на нив. Да, значи многу сум дарежлив во тој дел. Сум помогнал на луѓе да имаат со маркетинг бизниси да имаат, пример, имале малку пари, па сум влегол ја во бизнисот со совети со она, дигнале луѓе во пари, фоловер, само таму. Мислам дека многу добри дела. Ја Торлого тоа ми го кажа, ти па што правиш толку многу добри дела, ту наоѓа девојки на другари или некоја сум ја запознал с некој дечко сум ми нашол, многу помагам цело време. Секогаш си ги погодувал врски, бе? Па не баш, ама гледам карактер да се одговараат. Да не некојаш си бил крив, хај ме запозна сега. Не, гледам добро, размислувам пред да ги спојам и мислам дека 90% имаат успех тие. Подобро Тиндер, така. Да. Интересно. Кажи ми, во која насока планираш да ти се движи животот понатама? Добро прашање. Мислам дека животот, како што кажаме, мислам дека за пари најмногу ќе ми требаат многу пари, пошто мислам дека со тие пари не е само за мене, стварно мислам дека крајната цел на the end game ќе биде градење на болници, градење на се што има потреба народот, луѓето. Мислам дека тоа ми е the ultimate high. Да. Школи, едукации, бесплатни, не знам, лекови некои им треба да се направи нешто. Многу се нервирам, пример, кога за некоја болест кај нас или нешто, кога нема тој апарат, а не е нешто многу скап, 5000 евра, 20.000, 50 нека, па земи купи го, знаеш, купи го на луѓето, нека ги детектира болест некоја или терапија некоја, тоа ќе ми биде главната цел. Да го спасам светот, ако некоја севка нешто пукна во домот, да сменам, сега дома, пример, или кај што можам да влијам со моето влијание, нели, па што е мој двор, ја минувам севката на куќава, сите севки во куќава ги минувам, за да имаме чиста вода, филтри, ќе стам 50 филтри, да имаме чиста вода за пиење, чиста вода за лице миење, за све, да го подобри животот на она. И сега и моите родители се, не знам, мајка ми е 69, татко ми е 70, гледам и на нив, ќе дам колку сакаат пари во ТВ-ра, сега они се Австралија, да се грижам за нив, да вежбаат, суплементи, да се проверуваат, забивам, се грижам многу за луѓето. Мене ми е грижава за луѓето број еден приоритет. Тоа ти е некако комисија, предпоставам. Мисија, да. Секогаш ми е во мојата близина, не примам многу луѓе во мојот близок круг, ама многу се грижам за нив. Да, луѓе ке раскина некој другар имаше еден, раскина, се села зима со него бев на телефон, совети, вамо и го исправив малку, знаеш, окей, тоа ми е мене као големата цел. Имаш ли ти твој човек кој што тебе те исправува, како што велиш, во такви моменти? Тоа е малку некоја дупка што имам кај мене, неам, знаеш проблемот? Пошто ја немам обсесивно сум насочен кон луѓе во проектот, клиент некој, абе го мислам тој клиент со денови, го мислам не спијам навечер, што му е на клиентот, како не му го најдам проблемот, што е како е, и се ставам некад во тука кожа, но мислам дека не може, се грижат луѓе за мене, да, одредени луѓе, но не мислам дека го има тој обсесивен дел, мислам дека тоа е многу ретко. Така. Значи на кој јас се давам, тешко, и имам голема дупка во тој дел.
Ти не достига тоа? Многу. Да. Многу ретко. Многу ретко се погодува некој да ја има таа свест, висока свест, да се грижи за овој човек. Како што реков, јас сум опседнат со луѓе, јас сум опседнат со... Не знам, со емисија, јас сум опседнат со ова, со видео, што ќе биде после ау, опседнат. Не знам. Јасно. Ти благодарам многу за гостувањето. Ова беше... Да, замисли половина час. Не скративме, да знаеш. Ти кажав дека нема да имаме време. Право си, да. Ти кажав дека нема да имаме време. Мислам, за тебе момече ми гори, пошто ти си близнак во хороскоп и мислам дека толку многу гости ти доаѓаат и имаш многу широк знаење и знаеш што да прашаш и... Ти благодарам многу. Да се гледаме за убави работи. Посакувам што поскоро да се најдат ликови што таа празнина и дупка велиш некако ќе се пополнува и да продолжи со својата мисија, бидејќи на крај денот многу е благодарно кога на некого му правиш пубаво, без разлика дали тоа ќе биде за скинкер или решавање на врска. Ако ти треба некој совет, звони ме, договорени сме. Фала ти многу да се гледаме за убави работи. За крај ќе одиме со Дани Димитровска, една прекрасна незина песна. Останете на сито, се гледаме утре.